Во втората категорија, едукативни мултимедијални содржини подготвени за млади, наградата ќе ја понесат Игор Стојанов и Тони Михаилов за прилогот Украден идентитет, како со вештачка интелигенција се злоупотреби името на доктор Никола Пановски. Овој прилог е објавен пред неколку месеци на порталот Гоцев.мк. Од можни 200 поени оваа сторија освои 165 и уште ни покажа дека не е се што ќе видиме, особено не на социјалните мрежи и се што ќе прочитаме, не е ниту за пиење, ниту за јадење, ниту за било каква консумација може да биде штетно, може да биде дури многу опасно. И ги поканувам Тони Михаилов и Игор Стојанов. Честитам, навистина ми е било. Честитам и нека се множат вакви успешни приказни. За оваа приказна многу се зборуваше, како решивте, како ја обработивте, како дојде до прилог. Благодарност до Метаморфозис. Чест ми е пред се што сум дел од ова друштво што е дел на сцената со многу важни луѓе во медиумскиот и гледалскиот сектор. Се чувствам како најмалку важен тука, но ете, ваше мнение ми се доделува некако признание. Наистина, благодарност и само сега да кажам дека со оглед тоа дека Гоцев.мк е портал за млади, ова е една приказна, меѓутоа од неа произлегуваат 25 продукти и баш утринава ги бројав околу 25 продукти, што кратки видеа, што карусели, што инфографици, дори има еден водич за луѓе кои што сакаат малку и подлабоко да навлезат во проблематиката на безбедноста на интернет. Така што 25 продукти ние двајца сами не можеме да ги направиме, така што тоа е работа на тим од луѓе. Дел од нас е тука, јас би сакал да ги споменам Александар кој што е задолжен за целата техничка работа кај нас, Дијана и Кристијан кои што ни помогнаа во администрирање на целиот процес, заради тоа што кажав имаше доста работа. Би сакал да ги споменам и навистина студентите кои што се во нашата редакција, кои што се многу значени за нашата работа, голем дел од нашите содржини ги креираат и самите студенти. Така што би ги споменал Деспина, Даница, Александар, Ирена и така натаму, така што благодарност до сите, ние само на некој начин сме тие кои што денеска сме тука, меѓутоа има многу луѓе кои што го направиле тоа. Приказната е за доктор Пановски, која што навистина сметам дека е исклучително значена заради тоа што станува збор за човечкото здравје, особено на интернет може да се прават многу голем број на манипулации кои што за жал може да се платат со живот. Благодарност. Јас сум оној кој што треба да имам многу среќен од два аспекти, од неколку аспекти. Првиот секако е добивањето на награда кој што вреди затоа што бидов кој е во жирито, ние новинарите секогаш сакаме да добиеме признание од колегите најмногу. Многу често работиме потајно да добиеме признание, тоа е навистина вредно и благодарен на припознавањето на што е направено. Да кажам, среќен сум исто така што имам можност после толку години искуство во новинарството да работам со млади колеги, но и со млади студенти на универзитетот Гоце Делчев, со млади луѓе, со кои што практично работиме на овој план. Значи, долги години искуство, мисля дека цел свој живот, ако се вратам назад, се борам против дезинформациите на свој начин, со работење на работата онака како што треба. Сега дојде ред да се бориме против дезинформациите и со оние кои што ги продуцираат. Начинот е тој да ги учиме младите на критичко мислење, да се обидуваме со ова беше еден серијал од повеќе прилози на вакви теми, мислам дека беа 5, овој беше еден од според мене подобрите, макар што не можам да ги издвојам и другите, односно да не ги кажам дека се и тие добри. И морам да кажам дека благодарам многу на Метаморфозис, затоа што и воопшто на сите организации кои што се обидуваат да го поддржуваат ваквиот начин на работење. Затоа што ќе кажам дека не водам на ПФ цел свој живот, јас се бунам за новинарството, се расправам со оние кои што работат како што не треба. Некој ќе рече таман од тебе доста веќе за новинарството. Не одам на ПФ на една конференција која што имаше име каква е иднината на медиумите во Македонија. Не знам дали ми го извади наслов, дали кој беше еден наслов кој што за мене е меѓу најдобрите наслови на оваа тема.